Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје, а темата ово утро е меланом и како навреме и рано да го препознаеме. Месец мај е месец посветен на подигнување на свесноста за еден од најагресивните облици на карцином на кожата. Во светски рамки се спроведуваат многобројни кампањи и сето тоа во насока да рано се превенира, да има редовни прегледи дерматолошки, да има редовни прегледи на бенките, заштита од сонцето, но и сето она што значи заштита на кожата, а со тоа и намалување на ризикот од овој агресивен облик на карцином. На оваа тема утрово разговараме со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од специјалистичката ординација за дерматовенерологија Дерманова. Добро утро, доктор Верче, добре ни дојдовте. За меланомот сме зборувале многу пати, треба во текот на целата година активно да го промовираме сето ова, но еве месец мај кога можеби малку повеќе допира до секого од нас дека треба нешто да направиме ако до тогаш не сме го направиле. Така е. За жал, меланомот е еден од најагресивните карциноми на кожа кој што има моќ да метастазира, со што го загрозува животот. Затоа е многу важно навреме да се открие. Проблемот е што меланомот наликува на бенка во своите почетоци, особено оној најчестиот, така наречениот суперфицијален или површинско ширечки меланом. Тој се развива полека. Обично му треба 2 до 3 години додека да добие известна големина и лик да го исполнува она АБЦД е правило. Значи, моментот е да го откриеме дури и пред да се исполнат критериумите за АБЦД, а тоа се асиметрија, нерамни ивици, повеќе бои, диаметар поголем од 6 мм и еволуција, односно промена. Така да, затоа и апелираме да има се почесто превентивни прегледи, значи да се открие меланомот уште пред оваа фаза, во самите почетоци, кога само со помош на дермоскоп можеме да го разликуваме од останатите бенки. Така, и ако рано се открие, тогаш се многу поголеми шансите. Значи, ако се открие во подоцнежна фаза. 97% излекување. Тоа е всушност рамно на излекување. Бидејќи само во првата фаза, така наречена инситу фаза, меланомот е во најтенкиот, во најгорниот слој од кожата, каде што нема крвни садови. И затоа со неговото отстранување нема никаков ризик од понатаму за негово ширење. Тоа е еден мит кој што останал кај народот и се уште обстојува, се пренесува од колено на колено. Значи, дури кај млади лица го слушам тоа прашање, дали доколку го отстранам ќе се расшири, зошто нели е опасно да се чепка бенка. Тоа се многу погрешни уверувања кои што ни наштетуваат. Значи, пред се на самиот пациент, бидејќи тој го одложува прегледот и доаѓа во подоцнежна фаза. Дури тогаш, кога ќе го откриеме и советуваме да се отстрани, првото прашање е дали мора да се отстрани. Значи, во првата фаза и тоа е инситу и 1А и дури вториот стадиум, значи се уште е во епидермисот, во најгорниот слој и тука шансите за проширување се многу ниски. Меѓутоа, како тоа се развива, кога ќе ја пробие таа базална мембрана, значи влезе во слојот подлабок слој каде што се лимфните и крвните садови, веќе може да метастазира. И тогаш опасноста по живот е многу значи ризикот е многу повисок. Така, шансите за излекување се многу мали, а и опасноста е бидејќи многу брзо се шири, е многу агресивен, така и за многу брзо време откако во подоцнежна фаза ќе се открие, може да заврши со несакан исход. Така, секогаш е подобро да се открие што порано. Поентата е што имаме различни типови на меланом. Овој најчестиот е површинско ширечкиот, кој полека се развива, меѓутоа бидејќи токму поради тој успорен, бавен раст, пациентите се навикнуваат на него, им наликува на бенка и подоцна доаѓаат на преглед. Бидејќи самиот карцином е темен, значи направен е од меланоцити и на почетокот на својот развој буквално личи на обична бенка. Затоа пациентите доаѓаат релативно покасно. Меѓутоа, затоа велиме проверите ги бенките. Значи, превентивниот преглед е оној кој што спасува животот. Значи, дермоскопијата ни помага да го откриеме меланомот и било кој друг карцином на кожа во најраните фази. Така, а колку лесно и едноставно испитување, така? Да. Нели? За многу кратко. Ајде ќе објасниме, секогаш знам дека го носите со вас за да го покажеме и кога убаво ќе видат посликовито ние, така за што станува збор, само да погледнеме блок реклами, па со ред повторно продолжуваме да ја обработиме темата за меланом. Останете со нас до самиот крај, следете, не повелете и јавете се и поставете прашање.
Со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од специјалистичката ординација за дерматовенерологија Дерма Нова, зборуваме за меланомот и како рано или навреме да го препознаеме. И тука еве дермоскопот со кој што се прави еден едноставен преглед кој што не одзема веројатно ниту многу време, а веќе знаете каква е состојбата на бенките и дали треба да се следат понатаму или дали има сомнителни промени. Значи, ова е мощен, едноставен, брз, безболен, неинвазивен, значи нема никакви нус ефекти. Едноставно се наслонува на кожата, на бенката, на промената на кожата и ги посматраме структурите со големо зголемување, има неколку светла. Поентата во дермоскопијата е тоа што веднаш добиваме, нели, диагноза. Веднаш можеме да кажеме дали се работи за сосема бенигна доброчудна промена, дали се работи за малигна промена или меланом, или пак можеби е нешто сомнително. Значи ги нема сите елементи за да ја прогласиме за меланом, ама не сме ни сигурни дека е бенигна. Бидејќи секоја промена на кожата си е своја, уникатна и изгледа сосема поинаку од другите. Така да, после тој преглед, значи ние можеме да го советуваме пациентот доколку се работи за сомнителна промена, можно е да направиме и следење. Значи да се јави на повторен преглед за 3 до 4 месеци да видиме дали таа бенка, односно промена, расте и се менува. Бидејќи основната разлика меѓу бенките и меланомот е тоа што бенките се стабилни, не се менуваат, а меланомот расте и се менува, напредува, тоа е малигно ткиво. Бидејќи не ги слуша контролните механизми на организмот, тој расте асиметрично и со поголема динамика. Еве тука имаме баш ова е тоа ABCD. Така, ABCD е правило. Асиметрија, значи кога промената едната половина не одговара на другата, ивиците се назабени, нејасни, има повеќе бои, диаметерот е над 6, меѓутоа е дискутабилен, мислам со дермоскопија може најмалиот меланом што го открив имаше 2,5 мм. Секако ова е клинички и за само прегледот и најважно е еволуцијата. Значи нова промена која расте и се менува или пак постоечка бенка која расте и се менува. Значи и тоа треба да биде ново се појавило, така? Ново, да, има всушност дури 70% од меланомите се јавуваат на здрава кожа, не на претходна бенка. Само 20 до 30 се на претходна веќе постоечка бенка. Така да има, нели, многу од пациентите се плашат од своите бенки, меѓутоа тоа не мора да биде единствениот знак на ризик. Да, и затоа велиме, добро е да знаеме како изгледа така карциномот и како изгледаат тие промени за ако си правиме и сами преглед, така како да препознаеме и на што да се посомневаме. Ова се напреднати меланоми, особено во горниот ред се гледа кога веќе ова е всушност онаа слика која повеќето пациенти ја очекуваат од меланом. Значи една раскрварена голема шарена лезија која што наликува на повредена бенка, обично така ја ословуваат. Меѓутоа еве во другиот ред гледаме на почетокот како изгледа, значи само некоја асиметрија, повеќе бои или има едно правило се вика грдото пајче. Да. Може на следниот слајд, мислам дека е, каде што всушност гледаме промена која одстапува од сите останати. Значи, еве, со помош на дермоскопот, значи, меланомот вака изгледа на својот почеток. Значи, ова се сосема симетрични и уедначени со рамни ивици промени. И дури и некои од овие се веќе инвазивни, значи веќе го пробиле она бариера кон крвните садови каде што може да метастазираат. Затоа е битно да се направи превентивни прегледи. Бидејќи пациентите ваква промена не ја доживуваат како опасна и не доаѓаат на преглед. Значи, секако само прегледот и следењето на сите промени, можноста е, ова е грдото пајче, значи според мене најефикасниот знак, бидејќи ABCD знае да заведе. Значи некој може да го протолкува поинаку, не го разбрал доволно. А грдото пајче сите знаеме како изгледа една промена, нели, која сосема се разликува од останатите. Така да само прегледот го советуваме. Еве еден таков пример, каде што гледате имате многу бенки на грбот, меѓутоа оваа десно поголемата, потемната, едноставно одскокнува, не е како сите други. Или ако видите кај човек со светла кожа, кој има повеќе светли бенки, една црна, која што е малку поинаква и постепено се менува или едноставно чувствувате дека тука нешто се случува, треба да се јавите на преглед. Значи, со дермоскопот ќе може, ова како изгледа дермоскопскиот преглед, ова се исто така примери на меланоми. Првиот е на ногата. 2 мм. Така. Уствари, да,
Не, ово е поголем, не е тој најмалиот. Значи на ногата. Ногата е ризична регија за жените. Тоа секогаш го потенцираме, најверојатно заради начинот на облекување, меѓутоа не мора да значи. Еве и втората промена, овие две се на рацете и гледате до каде пораснале за да се јават пациентите на преглед да дојдат. Значи на овие промени им требало најмалку 2-3 години да дојдат до тоа ниво. Некои од пациентите ги следеле. А во тие 2-3 години можело да се направи некаков преглед и уште секако во и да се самиот почеток да се многу порано. Значи тоа е многу важно. Бидејќи штом меланомот преиде во прв-втор стадиум, ризикот за метастазирање дури и понатаму останува многу висок. Така. На кои места најчесто може да биде локализиран? Ние Секаде. велиме се плашиме најмногу од оние делови кои што ни се директно изложени така на сонце. Не е точно. Значи меланомот Ама ќе слушнете дека и на ногата на ноктот или на скалпот, така? Значи на скалпот под косата може да се јави кај мажите за душите е исто многу специфична регија, на стапалата, помеѓу прстите, дури на скриените делови, гениталните делови, под ноктите, значи буквално може секаде да се јави. Меланомот е единствен, како да кажам, карцином кој што буквално може да го најдеме секаде каде што имаме меланоцити. А тоа ги вклучува и слузниците, дури имаме случај на меланом во внатрешната на тврдото непце. Ова е пример за акрален, односно меланом на стопалото. Пациентката беше дојдена за преглед за осип на колената. Ама докторке, еве, нели ја соблече ногата и гледам флека. Викам, од што ви е оваа флека, од кога ви е? Докторке, таа одамна ми од едни кондури, никако не се вади. Тоа е акрален меланом. Значи, исто така, многу полека се шири, меѓутоа не го бараме на тие делови, знаеме да го пропуштиме. Исто така и на ноктите може вака да изгледа, како една темна линија која постепено го проширува својот обем. Боб Марли има починато од токму ваков тип на меланом на под ноктот на палецот на ногата, долго време бил третиран како повреда од фудбал. Значи, тоа се едни од најчестите, да кажам, Да, бенките ни се во фокусот и секогаш нели го поврзуваме и сме најмногу исплашени од тоа, меѓутоа може на кој било на било дел, кој дел. Така? Ова е пример Само јас се извинувам, доктор Верче, да го слушнеме гледачот, па ќе продолжиме да објаснуваме. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме. До докторката и до водителката. Ви благодариме. Да поставам едно прашање. Има бенка на лицето, кај носот. Добро. Десно. И ја гореше докторот со тече назад, и јас нема бенката. Сега гледам, почнува пак да расти. Што да направам сега? Добро, доволно е ова, ви благодариме. На лицето многу често го гледаме и базоцелуларниот карцином, меѓутоа и се броичните кератози кои што се најчести во подмината возраст, а се бенигни промени и може да се третираат и со тече назад. Меѓутоа неопходно е претходно да се тоа потврди со овој дермоскопски преглед. Бидејќи, еве на пример како во примерот, лево е кератоза, масна брадавица, десно е меланом. Так. А изгледаат исто. Да, некојаш и кератозите, така? Темни се, па имаат некоја нерамнина. Па менјаат бои, па се повредуваат и слично. Така да кај пациентката, доколку било се броична кератоза, тоа е во ред, може да се повторуваат, меѓутоа секако мора да се направи дермоскопија за да се потврди за што станува збор, бидејќи многу често имаме ситуации во кои базоцелуларен карцином бил третиран, особено на носот, најчесто регијата ни е најизложена нели на сонце, кој што бил третиран со тече назад и повторно се враќа. Постои правило кое кажува дека базоцелуларните карциноми на лицето препорачуваме да се отстрануваат хируршки, бидејќи тука можноста за рецидив е најниска. Значи, за да не се повтори, бидејќи кога ќе се повтори базоцелуларен на лице, близу до носот, до окото, значи тој дел е многу деликатен, неизгодни места, така се за појавува. третирање, нема доволно кожа. Еве скоро имав пациент кој што бил опериран од базоцелуларен близу на долниот капак, кај што се спојуваат горниот и долниот капак, бил третиран како екцема, како конјуктивит, со хлорамфениколче, се мачкал со години, меѓутоа тоа било базоцелуларен карцином и сега бидејќи мора да се отстрани во здраво, поголем дел од капакот е отстранет и окото не функционира. Така да затоа е битно базоцелуларните во лицева регија да се отстрануваат колку што е можно порано и хируршки. Значи тука имаме дефинитивно
излекување и можност за рецидив сведен скоро на нула. Секако има некои исклучоци на површински форми, кај многу возрастни особи кај што не се иноперабилни, односно не може да поднесат операција, иако тоа е локална, така, мислам, со локална анестезија, амбулантска, например, на клиниката за пластична хирургија се прават тие интервенции, така? Секако. Така да дермоскопија да се направи, да се види точно за што станува збор. Така, а и тие промени од мали ќе почнат, па може за брзо време или кај некого може би побавно ќе се зголемуваат, така? Базоцелуларниот карцином расте многу бавно и баш личи на бенка, како мало јазолче кое што многу е сјајно, розеникаво или пак може да биде темно, зависно и од типот на кожа. Може да биде и како флека, како рапава флека која што повремено влажи. Значи, буквално, тоа е површинскиот, исто така мошне чест тип. Меѓутоа, имаме и базосквамо или метатипичен, кој што расте побрзо и прави голема раничка. Значи, раничка која не заздравува. Тоа е основниот знак за можен базоцелуларен карцином. Тоа се од оваа група на базоцелуларни има еден што личи на лузна. Ако ви се појави лузна, особено на делови од лицето или откриените на сонце изложени, на место кај што немало повреда, тоа може да биде исто така базоцелуларен карцином кој тешко се детерминираат неговите граници. И од друга страна, другиот тип на карцином, планоцелуларниот, иако тој е многу поредок од овој првиот, меѓутоа има поголема моќ за метастазирање и знае многу брзо да се развие во тек на неколку месеци. И тоа исто така го гледаме во лицевата регија, меѓутоа може да се јави и на дланките и тогаш да се замени со обична брадавица, така може да изгледа, на скалпот, кај мажите особено кај што имаме веќе келавост, бидејќи нема заштита од сонце, и секако на лицето, па може и на вратот, значи воглавном на откриените делови. И тука, бидејќи има можност од метастаза, имаме повисок гард, правиме по-чести контроли, вклучуваме ехо на регионалните, на локалните лимфни јазли. И интересно за овој тип на карцином е што е пропратен и со болка, бидејќи останатите немаат никакви симптоми. Базоцелуларниот само надворешно го гледате, така? Ако расте промената. И тоа е со најдобра прогноза, ама сепак мора да се отстрани, така? Да. Особено во лицевата регија, бидејќи може да направи голем дефект. Ова е веќе со малку полоша прогноза, а пак меланомот е најагресивниот, така? За среќа е најредок. Меѓутоа, како да кажам, смртните исходи од карцином на кожа се должат на меланомот. Така да. Подмолен го нарекуваат затоа што не дава симптоми некои очигледни, така ако се јават веќе симптомите, за жал веќе напреднала веројатно болест. Најчесто е тоа така, значи кога има веќе чешање, крварење, тоа е обично најчестиот, како да кажам, мотив поради кој доаѓаат пациентите на преглед и го реферираат како ова е бенка што ја повредив. И неколку пати ја повредува, може и така да се случи. Меѓутоа, кога ќе видиме на подермоскоп, гледаме дека всушност некојаш и клинички е евидентен, бидејќи е напреднат. И тука веќе шансите за излекување се намалуваат. Секако се пак над 90%, меѓутоа не е исто да имате 90 и 99. Така. И можноста, значи колку долго тој меланом бил присутен на вашата кожа, во вашиот организам, шансите за микрометастази, за оние, како да кажам, неочекувани метастази, дали по пат на по крвна расејка или лимфогено, можат да се расеат и да дадат метастази дури и после некој латентен период од 5-10 и најдолгиот беше 20 години, што за мене беше навистина изненадување. Меланом отстранет во нодуларна, во напредната фаза на ногата, после 20 години дал метастази се вратил во препонот, кај возрастна жена. Мислам, тоа се исклучителни, затоа велам, меланомот е вистинско чудовиште, никогаш не треба да се потценува и треба да знаеме многу повеќе за него, за да можеме да се бориме и да го откриеме навреме. Само така може и да го победиме. Така, следење и на бенките, но следење и на секоја друга промена на кој било дел од телото, така како што рековте. Расте, се менува, еволуира. Значи, тоа би требало да биде еден од знаците, меѓутоа пак е повторам, превентивните прегледи се најважни, бидејќи меланомот не бира ни возраст, не бира ни тип на кожа. Значи, сум видела меланоми кај потемни кожи, не само иако велат дека во поголем ризик се посветли од тем. Значи, тој може секаде да се појави, бидејќи генетиката има големо влијание. И што е најстрашно, возраста веќе е многу намалена, значи минатата недела, во една недела имав 2
пациентки на возраст од 22 и 28 години. Така да секој треба да дојде на превентивен преглед. Значи, буквално Дојде ни за некој друг преглед на кожата не, или заради веќе сомнеш за... Да, меѓутоа промената ја имале едната пациентка неколку месеци, 6 до 8 месеци, а другата 2 години. Иако веќе знаат се за ABCD правилото и така натаму, меѓутоа стравот од нели диагнозата некогаш мораме да го надминеме тој страв и дека ако бенката треба да се отстрани или ако се чепне така дека ќе направи нешто полошо. Значи колку порано се отстрани, значи и таа лоша диагноза кога ќе ја добиете, ако е отстрането рано, во здраво, вие сте комплетно излекувани. А меѓутоа, ако се плашите од диагнозата, го одложувате прегледот и веќе напреднат меланом, веќе тогаш на вистина диагнозата може страшно и да заврши. Прогнозата и не е така добра. Имаме повторно гледач да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Во врска со докторката сакам едно прашање. Поставам. Имав бенка на носот. Некое време ја прате, па ојдов на мислење, 1, 2, 3 мислења. И ми рекоја дека е почеток на карцином. Другиот доктор ми рече дека нема потреба нема паника за плашење и јас рече ќе ве лечам. И ојдов ме гореше со азот. Мал процент на болка осетив, немаше ништо. Црвенило се повлече. Вториот пат исто така ме гореше, а сега веќе на третиот пат осетив како поголемо црвенило и поголема болка. Дали може да биде не заплашење, да се плашам или... Пошто докторот ми вели дека нема место за паника, за да се плашиш, се ќе помине. Значи, така, малку добра. слична ситуација, значи ова е многу честа всушност ситуација. Имавме скоро и една помлада жена која исто така беше третирана со крио неколку пати и со други методи. На крај беше направено лузна, па со помош со пластичарот успеавме нели да, мислам јас дијагностицирав дека тука всушност се крие базоцелуларен карцином и мораше хирушки да се отстрани. Значи тоа е најдобриот метод, бидејќи дури ако се третира со течен азот, тоа обично треба да биде еднократно и да биде криохирургија, да биде агресивно за да се изгори карциномот. Не е за плашење, бидејќи се работи за базоцелуларен карцином кој што не метастазира. Значи да разбереме. Тука е моментот во естетиката и начинот како на крај тој хирушки зафат ќе се изведе, бидејќи носот е најделикатниот дел. Тоа пластичарите најдобро го знаат. Значи има посебни техники и е вистинска умешност вие да успеете да отстраните базоцелуларен карцином во здраво. Значи тој треба да биде колку што е промената, најмалку 2 до 4 мм околу неа се оди. И се вие ако имате тука една точка и ќе дадете 2 и 4 од овде, тоа ќе биде волкаво. Тоа е веќе дефект на кожата, затоа они имаат посебни техники флапови или земаат парче кожа ако е неопходно. Поентата за пациенткава да не се плаши, дека стварно не е за плашење ако е базоцелуларен, не знам ни што се третира, може да е актинична кератоза, тоа е преканцероза. Меѓутоа и обете не се опасни по животот, меѓутоа знаат да направат дефект. Ето, и добро е повторно да се следа, да. Да го слушнеме и следниот гледач, повелете, добро утро и за вас. Се поздравувам докторката и вашата емисија и водителката, меѓутоа не ја следев од почеток емисијава, така да не знам која е докторката и од која клиника. Имам еден проблем, сопругот има една бенка на рак, не е бенка, туку се направи раничка лани во август месец, така малку порасна како купче суво и не паѓаше се до сега додека не го намачкав со една тревичка, падна, ама остана пак како длабнатина, не зараснува. Ете така. Па не знам сега. Така, да. А од каде? Од Скопје сте или од... Не, од провинција. Не, добро, од кој град?
Прилеп. Од Прилеп, добро. Еве ќе го слушнете советот веднаш по рекламите, но и за ќе не следите до самиот крај за да го слушнете и советот и препораката, а можете и ако ве носи патот до Скопје така да одите до кај доктор Верче, нели може и телефонскиот број да ви го остават во режија за да можете и да се слушнете и да исконтактирате, да погледнеме реклами па препораката и до гледачката, но и до останатите наши гледачи. Веднаш по блокот реклами да го дадеме советот и препораката до гледачката. Значи фактот дека се работи за раничка што не заздравува од август месец, значи тоа се повеќе од еден месец, и дека наликува како брадавичка, цврсто било, како пораво, кератотично ние велиме, упатува дека е можно да станува збор за планоцелуларен карцином. Значи во овие ситуации најдобро е хируршки да се отстрани и со тоа ем ќе се добие диагностика, ем ќе се излекува, бидејќи со било какви треви или масти нема да може, така? Да. Малигното ткиво не заздравува. Не е опасен, значи планоцелуларниот е поредок, поготово овој на шаката на горниот дел, често го гледаме бидејќи е изложена на сонце. Со хируршкиот зафат тоа ќе се отстрани во здраво, нема никаков ризик, евентуално контрола да се направи и тоа е тоа. Да, во рамки на месец мај и вие се приклучувате кон кампањата за бесплатни превентивни прегледи. Тоа ќе го направите во сабота од 10 до 15 часот. Значи проверка на бенките. Да, тоа ќе биде скрининг, значи тоа е брз преглед, меѓутоа со дермоскоп, со цел рано откривање на рак на кожа. Јас го правам тоа од 2016 година, без оглед на кое место сум била вработена и слично. И поентата е, значи, пациентите да се јават. Апелирам да бидат оние кои имаат навистина нешто сомнително за да биде ефективен тој скрининг, бидејќи сепак, значи иако е колку тоа ќе бидат 5 часа, се надевам да прегледаме што е можно повеќе луѓе. Ќе се одвива во Дерманова, во просториите на Дерманова во сабота, може да се јават со претходно закажување, молам, за да не се направи гужва. Да, и да нема многу чекање, да може да се излезе во пресрет на сите, нели, кои што ќе сакаат да направат еден преглед. Ова што го гледаме на сликата од левава страна е кератоза. Да, тоа е масна брадавица во превод народно, значи сосема бенигна промена и најчеста промена. Ама која што ако ја видиме ние сами, пак ќе не исплаши, така? И ќе личи на бенка. Значи кога пациентот кажува бенка, тоа може да биде се. Значи се што е на кожата и е во боја, па дури да не е во боја, го доживуваат како бенка, а може да биде еве и масна брадавица. Следно тоа второто беше всушност меланом и дермоскопски приказ. А ова е тој најмалиот меланом што досега го имам откриено, значи гледате со милиметарот е помалку од 3 милиметри. И најважно е овде кога го гледате, така изгледа како една точка, така би го забележале. Да. И ова е, значи ова е, како да кажам, оваа слика кажува многу. Ова е друга ситуација во која што каде што многу бенки. Како овде со толку многу бенки. Овие бенки се всушност тие масни брадавици. Значи ги има во огромен број. Затоа ги советувам пациентите да не се плашат дека ова не се бенки, значи да ги третираат со време. Како се појавуваат? Да се појавуваат околу 30-та. Ова е господин сигурно на кај 60 на години. Значи тие се наталожували и сега гледате како изгледа овој грб. За овој грб мене ќе ми треба најмногу 5 до 10 минути за сите посебно да ги прегледам. И мора секоја да се види убаво со дермоскоп. Секоја се гледа со дермоскоп. И ова десно, тоа со знакчето е всушност базоцелуларен карцином. И сега вие тука не може да го препознаете. Значи мора дермоскопски да се тоа детектира. Меѓутоа, поентата е што пациентите се плашат бидејќи сметаат дека секоја промена на кожата е бенка и не сакаат да ја чепкат и на крај имаме и ваква ситуација многу често со море од себороични или масни брадавици кои не отежнуваат дијагнозата. Значи не може секој да го дијагностицира овој базоцелуларен. А еве го површинскиот како изгледа. Гледате, вратите само малку на претходната слика, ако може, добро. И ова е базоцелуларен. Гледате, личи на бенка. овдека. Ова овде всушност е базоцелуларниот. Го гледате како мала флекичка. Да, а овие две се обични дермални невуси или обични бенки. А на првата слика го гледаме исто така површински, но не пигментиран како рапава црвена флека. А ова е нодуларен, исто така во лицева регија, буквално како мало јазолче, како бенка, меѓутоа бенка која што се јавила после 40-та, 50-та.
Значи бенки, нови бенки после таа возраст После таа нема. возраст? Нема. Аха, Ова и обете значи се база некои промени на кои треба да се внимава. И како што гледате, може многу мали да се диагностицираат. Еве и ова се други форми. Еве ова тука гледате мала како флека повторно. Да. Ќе се доживее како бенк. Јазолче, како брунче, раничка што не заздравува и флека во боја. Значи овде има два. Задувото и подувото и двата се површински најчесто и овој дел, базоцеларни. така? И овде се појавуваат. Бидејќи сончевите зраци, долготрајната изложеност, незаштитена, Посебно кај мажите, нели, заради фактор на кратката риск. коса и изложеноста на вратот. Ако правиме само преглед кој што се промовира, нели, посебно и во месец и во светски рамки како кампања за подигнување на свесноста, треба да го правиме, ама да не се потпираме целосно на само прегледот. Мораме да одиме на дерматолог, така? значи, Бидејќи секоја секако. промена нема да знаеме веројатно сами да процениме. Ево уште оваа слика, мислам дека е последна. Ова е сквамацоларен, личи на обична брадавица. Така. Ова е слично на пациентката што рече, на подлактицата, на фотооштетена кожа како раничка што не заздраво, исто така е сквамацоларен преканцероза и ова е на лице, исто така сквамацоларен карцином кој што многу брзо расте и делува како едно брунче кое што крвари, не заздравува. Значи во сите овие ситуации советуваме веднаш да се јават на прегледот кога имаат ваква нели состојба, а при само прегледот, значи што треба да биде аларм? Нова бенка која расте и се менува, било каква нова промена, мислам или стара бенка постоечка, или нова ама што расте, се менува, не дај Боже чеша, крвари или има други симптоми, треба да биде причина за мотив за преглед. За преглед. Имаме и двајца гледачи на линија. Добро утро, повелете. Дали сум во програма? Да, во програма сте и ќе ве замолам ако може пократко прашањето, бидејќи сме веќе кон крајот на емисијата. До сите во студиото. Ви благодариме. Имам две прашања за докторката. На рацете веќе имам 2 години, имам светло кафени како крукчиња од надворешна страна на рацете, а не од внатрешниот дел. Добро. До лактите. А кога имам температура, кога сум со температура стануваат црвени. Може ли да е нешто меланоми, докторка? Не. Така, меланомот Ворит, е ви солидарна благодариме. една промена. Да. Тие се некои флејки, така пеги кои што со текот на годините се појавуваат. Не верувам. Значи меланомот е една промена. Многу ретко може да го видиме нели во група или да има повеќе од еден. Тоа се исклучоци. Така, ама ќе се прават прегледи секогаш кога е потребно и да се следат промените. И последниот гледач, добро утро и за вас, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до докторката и до Ви благодариме. Едно прашање. Јас сум старица од 73 години. Над челото, кај косата, имаше едно мало испакнување така. И бев на дерматолог, а во исто време и некој сврап имав околу. И ми рекоа дека не е ништо. Меѓутоа, сега тоа расте и големината е некаде како наут, леблебија. А расцветано е, не е рамно, расцветано е како да го споредам, карфиол. Добро. И при секоја да се бањам, да се мијам, ја внимавам, дури не можам како што сакам да се измијам косата. Така, од страв да не нешто му направите, во ред, ви благодарам, доктор Верче, што ќе биде препораката? Може да биде и кератоза ова, само малце поназначена, бидејќи тие ако се остават да растат, можат и така да изгледаат како леблебија, карфиолести и лесно да се повредуваат. Меѓутоа, може да е нешто друго и што мора дермоскопски да се разграничи. Убаво да се прегледа и да се знае за што станува збор, па дали ќе се следи, дали ќе се отстранува, дали ќе се применува нешто. Ако и може да се отстрани, значи нема ризик од отстранување. Зошто секој миење на косата да биде стрес? Со локална анестезија ќе се отстрани, дури да е голема себроична кератоза бенигно или пак да е потенцијално нешто малигно или сомнително, најдобро е да се отстрани. Пациентката ќе се релаксира, нема да има веќе секојдневен стрес, нема да го мисли тоа тука на главата секој ден. Зошто? Нема ризик од отстранување на промени на кожата. Ни бенигни, ни малигни, значи тоа едноставно се отстранува во здраво и тука завршува приказната. Така да. На самиот крај сме само во една-две реченици.
превенцијата од меланомот? Најважна превенција е, нели велиме, меланомот е предизвикан од сончевите зраци и од генетиката. Генетиката не може да ја смениме, може да се заштитиме од сонцето. Користете редовно заштитен фактор. На тој начин ќе го смалите ризикот за појава на карциноми на кожа од било кој тип за 50% и секако ќе го успорите старењето на вашата кожа. А ако нешто забележите, веднаш јавете се на преглед. Така, и редовни дерматолошки прегледи и кога нема потреба, така, барем еднаш во годината е доволно да се процени состојбата. Така. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.